Завршија локалните избори во Македонија. Останаа за гласање само Гостивар и уште 3 помали општини каде претходно немаше доволна излезност. Прва скопска телевизија како регионален медиум кој го покрива регионот на Скопје и околните општини, кампањата ја следеше со секојдневна изборна хроника, каде се пренесуваа многуте изборни активности на партиите и независните кандидати. Имавме и интервјуа со кандидатите за градоначалници. Понудивме на сите кандидати идентични прашања и со исто време на траење, за да им објаснат на гласачите кои се нивните планови за општините. Ги снимивме и објавивме тие што прифатија, при што реализиравме вкупно 34 интервјуа. Сега Прва Скопска ќе продолжи да ја следи работата на новоизбраните градоначалници и советници, а секако и ќе опоменува ако избегнуваат од реализација на ветеното. Од народот кои се обедени против раскалашеноста, недомакинското работење и се докажа дека никој не е посилен од народот. Но и покажавме што можеме кога сме обединети. Таму соработувавме. Различни вери, различни припадности, против оние кои го влечеа градот надоле. Ова ја отвора вратата дека можеме да се обединиме. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошнаци, останати христијани и муслимани. ВМРО, ДПМН, СДСМ и другите околу вредностите и во онаа политика која што им е потребна на граѓаните. Согласно изборниот резултат на советничките листи, бројот на гласови, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако поттик да продолжиме понатаму силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година. Овие избори се јасен патоказ за СДСМ, секако јасен патоказ и за мене како председател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски и како што веќе најави веќе. Во поглед на неопределените, ќе кажам дека 66% од нив не излегла на глас. Тоа е многу неинтелигентно решение со ваков изборен модел. Или да објасниме пластично, 2/3 од скопјаните не гласаа, 1/3 гласаа. Од тие 1/3, само 1/5 одлучија за сите нас. 20% ВМРО-вци ќе ви ја стават чизмата во наредните 4 години. Од тука апелиравме дека неизлегувањето е неинтелигентно решение и тоа се покажа во пракса. Дека најави во јавноста, ќе започнеме веднаш со акција за масовно чистење на главниот град, за една голема генералка. Не само првиот час, туку првите 72 часа ќе ги искористам да конечно Скопје блесне, да сето она што не мачи граѓаните години наназад, конечно го ставиме во ред, а тоа подразбира хигиена. Лештавот кој што се наоѓаме денес да блесне и сите позиции во градот Скопје конечно да бидат чисти, да го добијат вистинскиот сјај. Паралелно ќе започнеме со процес на реорганизација во градот Скопје, завршување веднаш на оние проекти кои што се оставени во минатото со години да стојат во ненапредна фаза, би рекол, и реорганизација на сите јавни предпријатија. Победивме затоа што работевме 4 години, а не 30 дена. Затоа што ветивме тоа што е потребно и реално, а не измислени приказни филмови и лаги. Затоа што тоа што го ветивме и го исполнуваме. Затоа што знаевме да слушаме, да комуницираме, да слушаме од паметните, затоа што обединувавме, а не делевме, затоа што говоревме со јазикот на народот и не навредувавме и не се каравме. Имам исто потреба, желба да во најскоро време или по доаѓањето да се сретнам и со сите оние кои веќе биле на градоначалничката функција, доколку има интерес
да направиме првично еден состанок со некој се познавам, со некој не се познавам, ќе ми значи нивното мислење, поминале одреден период, некои по неколку мандати во општината, сите оние проекти кои биле зацртани пред мене, нормално дека кои се оправдани, кои се за доброто на општината ќе бидат поддржани од мене и ќе продолжат, така да би сакал да испијам едно кафе, прво да кажеме со некогашните градоначалници. Она што во моментов го работиме, планираме да го завршиме во многу скоро време, така што верувам дека после локалните избори ќе имаме можност да пуштиме во употреба ново училиште, нова градинка, нова спортска сала, повеќе улици, да започнеме со нови проекти, меѓутоа и да реализираме делови од програмата кои што значат одлуки на совет, кои што значат поддршка за населението, поддршка за младите, поддршка за пензионерите, така што не би се фокусирал на една работа, туку повторно како и во изминатава година ќе продолжиме да работиме на сите полинки.